Nissan, иако пионерка електричните возила, заради своји проблеми и инертност во одлуките дозволи сите други поголеми производители да го стигнат и поминат. Радикално сменетите услови на пазарот бараат и радикални мерки, заради што во компанијата се размислува да запрат со развој на моторите со внатрешно согорување. Не целосно, бидејќи се планира американскиот пазар и понатаму да се снабдува со возила со класични мотори, пред се пикапи и големи теренци. Со ваквиот потек, компанијата би ослободила по неколку милиарди долари годишно, кои би биле пренасочени за развој на електричните возила, што ќе им овозможи поголем маневарски простор за остварување на целите. А тие се амбициозни. 75% од продажбата во Европа до 2026 година треба да бидат електрични или хибридни возила, во Јапонија 55%, а во Кина 40%. Истиот процент е планиран и за Америка, но дури во 2030 година.